Ey muhterem! Пресвртен настан во македонската историја е Илинденското востание од 1903 година. Македонскиот народ, тогаш предводен од Македонската револуционерна организација, конечно ја зеде судбината во своји раце и ги удри темелите на многовековните стремжи за државност. Во нив се дадени животите на една генерација како завет и како патоказ за идните борби за слобода и државност. Срешовото топче е можеби единствениот жив сведок што ги поврзува идеалите на плејада патриоти и генерации од 1903-та, 1944-та и денешниве од 1991 година, што ја градат државава на легендарните илинденски традиции. Од Срешовото топче народот создал мит. Срешовото топче е направено пред 100 години. Употребено е во Илинденското востание. Секое споменување на Срешовото топче ги оживува сеќавањата за настаните и за личностите од тој период, за односот на силите, за непокорот и за стремежот на македонскиот народ за слобода. Тоа незаборавно дело е поврзано со идентитетот и со обстојувањето на македонскиот народ. Срешовото топче и денес се појавува како извор на борбениот морал, на историскиот непокор, на патриотизмот. Тоа веќе е претворено во мит на македонското индивидуално и колективно паметење. Во Македонија постоеле повеќе оружарници за изработка на дрвени топови.
Во некои реони ги нарачувале соодветните комитети, а во други се изработувале самоиницијативно. Нивната огнена моќ не можела да се споредува со османлиските крупови топови, но психолошкиот ефект суштински влијаел врз борбениот дух. Затоа дрвените топови, изработени непосредно пред и за време на Илинденското востание, биле наречени пропагандни топови. Нивната цел не била нанесување големи загуби на османлиите, туку да им покажат дека македонскиот народ не ја признава османлиската власт, да го истакнат македонскиот непокор, да им ја покажат подготвеноста за борба, макар и со дрвени топови. Дрвените топови најчесто биле правени од див бадем и од дива цреша, кои се многу цврсти, особено кога се суви. Се водело сметка јаздите, со оглед дека тие овозможувале уште поголема отпорност и му давале цврстина на дрвото, да останат на врвот или на крајот на топот, таму каде што е најсилен притисокот на цевката. Постоеле различни начини на изработка на дрвото, односно на цевката на топот. За изработка на топовите се земале најдебелите и најправите трупци од дрвото. Поради тоа, дрвото се сечело многу ниско до земјата. Потоа кората се делкала и се моделирало. Во финалната изработка дрвото се барело во вода, а потоа се премачкувало со масло. Така премачкани, односно потопени во масло или во кафран од афион, идните топови се напојувале најмалку половина година. Потоа се сушеле по ценка и кога добро исушеното дрво доволно ќе се наполнило со масло, станувало многу поцврсто и лесно за обработка. Потопувањето во масло представувало еден вид импрегнација, што го штитела топот од распрскување. Сите овие подготовки се вршеле само кога имало доволно време за употребата на топот. Се сметало дека дрвениот топ многу подолго ќе трае и полесно ќе ги поднесува и стрелите ако се премачка со масло и ако се суши во сенка. Во манастирот Свети Јован Пригорски, калуѓерот Гаврило направил 4 црешови топчиња, кои се распрснале на побата. Во село Кленоец Кичевско бил направен дрвен топ со должина од 12 педи, од кои биле истукани 4 истрели, пошто се распрснал. Во село Лактиње Охридско, по наредба на востанички штаб, 18-годишниот Трпе Даневски во ковачката работилница на Мустафа Ром направил 4 црешови топа. Двата подобри топа биле префрлени кај Издеглавје во близината на Османлиската административна управа и жандармерија. При второто полнење, востаниците добро го набиле барутот и место ѓуле ставиле кугла од кантар. Кога го запалиле фитилот, одекнал силен грмеж, а куглата летнала право во мудирницата и ја пробила. Настанала паника меѓу османлиите и бегање. По неколку силни експлозии, топчето се распрснало. Османлиите го откриле мајсторот и ги пронашле двата топа. Најмногу дрвени топови биле направени во Крушевскиот реон. По наредба на Народното собрание на Крушевската република и на Никола Карев, војводата Цветко Стојчев во село Селце направил 7, а во самото Крушево Ставре Борјар и Митке Манаки 6 топа. Непосредно пред и во текот на Илинденското востание во 1903-та, за период од 2 месеца, ukupno bile napraveni 17 црешови топови. Сите дрвени топови имале различни димензии.
Должината им била од 80 до 150 см, тежеле од 20 до 70 кг, а калибарот, во зависност од муницијата, главно колку ѓуле од селски кантар или бомба од битолската бомболеарница. За да се зголеми отпорноста, топовите биле зацврстувани со железни прачи. Дострелот на овие топови главно изнесувал од 400 до 500 метри. Испробувањето на Црешовото топче било извршено 2 дена по ослободувањето на Крушево. На највисокото место на гумење Тодор Христов го поставил Црешовото топче, му одредил цел, а потоа го наполнил со барут, па го ставил ѓулето и го поставил и фитилчето. На градскиот гласник Митко Манаки му наредил да го извести населението да не се плаши ако слушне силен грмеж. Тоа нема да биде турски топ, тоа ќе се проба нашето Црешово топче. Митко Манаки веднаш тргнал по улиците, подзастанувал и возбудливо возвикнувал: Крушовчани и крушовчанки, слушајте ваму. Ако денеска слушнете силен грмеж, тоа ќе биде нашето Црешово топче, прославеното топче изработено во нашите оружарници. Да не ги пуштате децата да одат на гумење, да не се повредат случајно. И навистина, истиот ден, напладне, се слушнал силен патнеж. Топчето пукнало и се распрснало во парчиња. Неколку души од присутните биле повредени. Меѓутоа, Тодор Христов бил среќен што децата не го виделе и не го слушнале ова, па им наредил на мајсторите да го засилат топчето со посилни обрачи и да му постават ногарки за посилно и потврсто да действува. Османлискиот командант Назир Паша ангажирал повеќе илјадна добро вооружена војска со десетина топови групов модел. Бројната состојба на востаничките сили во Крушево изнесувала 1200 востаници слабо вооружени, но со неколкуте Црешови топчиња силно мотивирани. Огнено борбено крштевање, легендарното Црешово топче доживеало во одбраната на Крушево. Не се знае дали му нанесло жртви на непријателот. Меѓутоа, пукало и се распукувало. Востаничкиот штаб одлучил двете топчиња од арсеналот по Селце да се дадат на одредот на војводата Ѓурчин, по советот на подпоручникот Христов да ги намести на одбрано место на Калето да действуваат. Од Калето се овозможува наблюдување на целиот простор на кај Прилеп. Од кај село Кривогаштани, груповите топови на Бахтијар Паша со огромни цевки синале на кај Крушево, а камите набиени на пушките светкале на утринското сонце. Сето тоа го наблюдувал востаничкиот штаб од гумење и војводата Ѓурчин Наумов, чиј одред ги бранел позициите кај Калето. Непосредно пред почетокот на борбените дејства, Бахтијар Паша испратил ултиматум до востаниците за безусловно предавање. Гласикот го носел ултиматумот кон позициите на војводата Ѓурчин Наумов. Ѓурчин го прочитал ултиматумот и одговорил: не сме востанале за да се предадеме, туку да се бориме за слободата на Македонија. Потоа ги зацврстил позициите на Црешовите топчиња на позициите кај Калето. Започнале грмежи од груповите османлиски топови. Пукале и Црешовите топчиња, пукале и се распукнувале. Црешовите топчиња од арсеналот на Тодор Борјар својот прв и последен истрел го имале кај оружарницата на Тодор Борјар и неговите синови Ставре и Сотир.
горело Крушево, горело и околу Крушево. Според извештаите на конзулите во Битола, османлиската војска донесла 4 дрвени топови заробени во Крушево, Ичевско и во Охридско. Сите овие дрвени топови биле однесени во Истанбул. Меѓутоа, султанот Абдул Хамид II, заинтригиран од топчињата, изразил желба лично да се увери во орудието на македонците. Била организирана демонстративна проба на Срешовото топче во Истанбул пред султанот. Срешовото топче пукнало и во парчиња се распраснало. Целта во која се пукало и последиците не се познати. Меѓутоа, остварен е сонот на сите војводи во станици, грмежот на Срешовото топче да го слушнат и султанот и Истанбул. За историчарот на еден слободолюбив народ нема поголемо задоволство од тоа да го представи можеби единствениот преживеан учесник во Илинденското востание. Срешовото топче, овој македонски Давид, се впушти во неравноправна борба со османлискиот Голијат. На тие позиции, бранејќи ја Крушевската република, Срешовото топче беше заробено и однесено во цариградските темни зандани и тесни долапи и таму одлежа 100 години робија. При посетата на македонската војна делегација на воениот музеј на турските оружени сили во Истанбул на 2 јуни 1997 година беше пронајдено Срешовото топче, изработено во оружарницата во село Селце и по 94 години изнесено на виделина. Другите топчиња и натаму се предизвик за македонската историја. Должината на топчето изнесува 150 см, а плечникот е околу 20 см. На поголемата површина се уште е запечена кората, што зборува дека веднаш посечењето така сурово е ставено да се суши на жешкото сонце. Според наведените податоци, тоа Срешово топче му припаѓа на арсеналот од село Селце, односно на одредот што го раководел војводата Ѓурчин и кое било наместено на позициите на Калето. Не се знае колку ѓулиња истрелало, но се гледа дека било употребувано. Во воениот музеј имавме чувство дека дел од македонската историја е вклопена во таа огромна збирка воени трофеи. Сите патокази за Срешовото топче не водеа кон истиот објект, како и сознанијата за Крушевското знаме што се веело гордо на мечкин камен, а сега здиплено во некоја фиока во истиот музеј. Поради тоа, откривањето и појавата на Срешовото топче нема значење само од материјалната култура и тоа не може да се определува само како украсен музејски предмет,
туку како мит што ги изразува македонскиот непокор, патриотизмот и подготвеноста за борба за слобода, за татковината со сите можни средства до крајот на животот. И тука треба тврдо срце да имаш, па од очи солзи да не пуштиш. Цел живот го бараш, а сега пред тебе стои и ти вели прегрни ме. За момент, како да ги видов Ѓурчин војвода, Карев, Груев, Гоце, Ѓорче, како да сум дел од четите, од војводите, но брзо се вратив во реалноста. Застанав мирно пред легендарниот бранител и војнички го поздравив со едноминутно молчење за сите паднати борци за слободна Македонија. Тоа сега привремено се враќа дом, во Македонија, во Крушево, за пак да го слушне звукот на камбаните. Но тие сега нема да звонат за востание, туку да го означат привременото враќање на еден од најревносните бранители на Крушевската република, најверојатно единствен жив сведок на борбите во Крушево во 1903.